Благодарам, председателе. Почитувана председателка Ивановска. Јас ќе започнам како што започнав на Комисијата за политички систем. Го поддржувам овој документ, овој план, меѓутоа сметам дека во нашата Република Македонија многу често ние донесуваме стратегии кои што понатаму не се имплементираат. Имаме стратегија за образование, за роми, за не знам какви човекови права, меѓутоа кога ќе дојде завршниот чекор да се превземе, тогаш имаме некаква пречка. Секогаш ни се јавува некаква пречка, дали финансиска, дали поврзана со законот, неусогласена со законските регулативи кои што се однесуваат на тие стратегии кои што се спремаат. И затоа претпоставувам дека и ова ќе остане само стратегија која што ќе дојде до некаде, ќе ги детектира проблемите и затоа повеќе ќе си дозволам да кажам дека ова ми личи на план или на некоја анализа која што навистина е квалитетно направена. Направена е квалитетна анализа во однос на она каде имаме ние со корупцијата некаде индикатори за корупција, меѓутоа немаме конкретни мерки кои што понатаму би се превзеле, затоа што ви имате ограничени ингеренции. Тоа и го дискутиравме претходно. Зошто го велам ова? Вие многу често како комисија можете да констатирате неправилности или да изречете некоја минимална мандатна казна, меѓутоа понатаму останатите органи, судство, правосудство, дури извршната власт не ги превзема наредните чекори кои што по логика на нештата би требало да се превземат. И не ве обвинувам лично вас за ова 111-то место во однос на корупцијата според Transparency International, туку целиот систем не е поставен како што треба. Сите сме сведоци дека Ден Дончев полнеше торби со илјадници, можеби милиони евра, меѓутоа вашите ингеренции се толку. Му изрекувате мандатна казна 150 евра, ниту судство, ниту правосудство, ниту МВР, ниту некој реагира, ниту го бара и тука завршува приказната. Исто така сме сведоци на една случка од Кочанско училиште, каде што директорот ја прима собствената сопруга за наставничка по граѓанско образование. Вие констатирате неправилност, изрекувате 250 евра казна, тој си ја плаќа и сопругата негова си продолжува со работа без никакви последици, односно, пак ќе повторам, немаме завршен удар во оваа битка со корупцијата и со криминалот. Оваму како цели, убаво ги имате наведено, јас се согласувам с големување на нивото на политичка одговорност и демонстрирана волја за борба против корупцијата како прва, и тука навистина би требало да посветиме многу повеќе внимание, меѓутоа, еве имавме случај со Драги Рашковски, каде што министер за борба со корупцијата Љупчо Николовски вели неговото однесување не е во кодексот. Така, значи, можеме ние да се изземеме, да кренеме раце, па кој сака нека го гони после, ама никој не го гони. Факт е дека Драги Рашковски, се сеќавам, неговата фирма првен кажуваа дека на таа адреса не постоела, па сега имало некаков увид, што ќе се случи понатаму, не знаеме. Совесно управување со политичкото влијание во јавниот сектор и спречување политичко влијание во работата на независните тела и во постапките регулирани со закон. Совесно управување во политичкото влијание во јавниот сектор мислам дека воопшто нема, затоа што ние секогаш како држава, посебно оваа власт во овие 4 години, си ги крои и законите доколку има проблем или судир на некаков интерес, ќе си го скрои, ќе си прескокне некаква пречка, па законски ќе си го донесе таквото решение. Сведоци сме на Кочо Ангјушев, кој што го смени законот за набавка за репроматеријали во рок од 1 месец, си го закони неговиот увоз и после тоа не важи. За останатите, додека дознаат, додека ваму таму, заврши работата. Сведоци сме на она препорака од народниот правобранител дека Мак Петрол, оние 33 милиони евра кои што требаше да му ги даеме, дека не се во согласно со законите и така натаму, дека се премногу пари, дека требало 18 милиони или како беше, сега не се сеќам, неколку месеци има. Од тогаш, меѓутоа, ете, за да не идеме во судир со народниот правобранител, си донесовме тука закон, 33 милиони евра се префрлија на Мак Петрол и завршена работа. Значи, секогаш во нашава држава
Посебно ќе повторам во овие 4 години доколку сака да се најде некаква пречка или некакво прескокнување на ингеренциите, секогаш тоа се прави. Затоа сметам дека ние како законодавци во Република Македонија, сите заедно, треба да донесеме закони, односно измени на законската регулатива или пак да ве овластиме со поголеми можности, со поголеми ингеренции, да изрекувате подраконски казни, да можете да реагирате, затоа што вие на крајот на криштата сте едно тело кое што тоа ви е основната дејност. Јакнење на интегритетот и отчетноста во јавниот сектор. Имам тука еден извештај, само ќе ви набројам вака, во Република Македонија од 30 државни јавни предпријатија, високо ниво на транспарентност има само едно, тоа е од 80 до 100%, ова зборувам за јавните набавки. Солидно ниво имаат 2, односно од 60 до 80%, ограничено ниво од 40 до 60 имаат 11, минимално ниво од 20 до 30% имаат 13 и оскудно ниво од 0 до 20% имаат 3 институции. И тука имаме некаков проблем, не во однос на транспарентноста, транспарентноста секако дека е проблем, меѓутоа имаме проблем затоа што овие јавни предпријатија од една страна се транспарентни, од друга страна ни генерираат долгови постојано, а ние како законодавен дом, односно мнозинството, постојано ги отпишува долговите или им дава дополнителни финансиски средства и така натаму, ама за овие 3 институции кои што имаат оскудно ниво, од јавното комунално предпријатие Дервено Велес 18%, јавно комунално предпријатие Тетово исто така 18% и градски трговски центар 16%, немаме никакви казни или никакви санкции. Затоа сметам дека покрај утврдувањето на целите, ние треба и да ги санкционираме. Тогаш сметам дека стратегијата ќе биде комплетна. Сега овака ми изгледа само како план, само како анализа, без комплетни чекори. Обезбедување на интегритет и транспарентност при вработувањето и политиките на човечки ресурси во јавниот сектор базирано на систем на вредности, критериуми и квалитет. Тука се среќаваме постојано низ годините со овакви неправилни вработувања, недоволно квалитетни кадри. Сведоци сме дека пред еден месец можеби имаше конкурс за вработување на ликовен уметник во Фондот за здравство или не знам веќе какви, и тоа никако да помине санкционирано. Јакнење на надзорните и контролните механизми. Тука спаѓаат надзорните и управните одбори. Надзорен и управен одбор, секогаш членовите или не се бараат компетенции, или кога се бараат, се носат по партиските штабови. И сега, оној што е член на некој управен или надзорен одбор, како да си го казни директорот со кој што е со партијеци, со кој што шуруваат и носат заеднички одлуки. Дигитализација во јавните служби. Во дигитализацијата, еве во буџетот за 2021 година, во Министерството за информатичко општество и администрација имаме намалување на дигитализацијата за 60% и на буџетот за дигитализација за 60%. Имаме намалување на корупцијата во јавните набавки. За јавните набавки веќе 100 пати зборуваме како се склучуваат договори во 4 очи, како немаме отчетност, немаме ништо, имаме тука зголемување на бројот на привремени вработувања кои што се ризик од корупција. Еве само во Министерството за образование за 2021 во неговиот буџет имаме предвидено 70 милиони денари за привремени вработувања и секако тоа не верувам дека ќе постигнеме некаков резултат доколку стратегијата остане овака како што е, без ние како законодавци, тука би ги повикал и мнозинството, да превземеме конкретни чекори за да ви дадеме поголеми овластувања. Јас ја поддржувам стратегијата, меѓутоа сметам дека е недоволно во завршниот дел направено. Имаме органи за спроведување на законот. МВР работи како што работи, сите сме сведоци како работи во последниот месец, дури вчера слушнавме и некои снимки од инспектори кои што се закануваат на дилери за тоа што процентот не бил исплатен. Во здравството гледаме како се прават договори со некои фантом фирми за провизии и така натаму.
Ќе повторам да не должам, бидејќи немам многу време, јас ја поддржувам оваа стратегија, меѓутоа сметам дека, еве би ги повикал и сите останати пратеници, сметам дека сите заедно треба да го дадеме завршниот чекор, за да не се срамиме со 111 место според Транспаренси. Илија Николаев.